Шалом. Денес е Велики петок. Но што представува Велики петок, ќе споделам накратко. Пред неколку месеци беше Божиќ и вие знаете дека целиот фокус луѓето во светот го ставаат на Дедо Мраз, на елки, на пакетчиња, на џуџиња, на што ли не, додека отелотворувањето на Господ Исус Христос, раѓањето на самиот Исус, сето тоа се става во позадина. И сега сите се подготвуваме за Великден, за големиот празник Великден. Меѓутоа, некои луѓе фокусот го ставаат на фарбањето на јајцата, потоа на ручекот што ќе ручаат за текот на овие празнични денови, потоа да исполнат одредени народни обичаи, ритуали, излети и слично. Истите тие луѓе кои што тврдат дека се христијани, наместо фокусот да го стават на она кое што Христос го направи за нас и да се прослави Бога, се занимаваат со нешто кое што ја заменува верата во Бога. И истите тие верници потоа се прашуваат зошто постојано имаат проблеми, не знаат како да ја манифестираат верата, но исто така не знаат ниту како да ги примат Божите благослови кои што се овозможени за нив. Затоа јас денеска кратко ќе објаснам дека Исус беше изнесен пред суд, беше обвинет за нас, лажно беше обвинет, потоа беше изнесен пред Понтиј Пилат, потоа беше измачуван и на крај распнат на крст каде што умре за сите нас. Најпрво ќе читам од Евангелие по Јован, 19 глава, од 28 до 34 стих. Потоа, знаејќи дека целокупното негово дело е завршено, а за да се исполни Светото писмо, Исус рече: жеден сум. Таму имаше еден сад полн со вински оцет. Откако закачија сунгер натопен во винскиот оцет на една прачка од хисоп, му го принесоа до устата. Штом вкуси од винскиот оцет, Исус рече: се сврши. Потоа ја наведна главата и умре. Тој ден петок беше денот на подготовка за утрешниот празник Пасха, кој за евреите представува особен, значаен празник. Затоа тие побараа од Пилат да им ги прекрши нозете на распнатите и да ги симне, за да не останат да висат телата распнати на крстовите и во саботата. Така војниците дојдоа и најпрво им ги прекршија нозете на другите двајца кои беа распнати со Исус, а кога дојдоа до Исус видоа дека веќе е мртов, па не му ги скршија нозете. Наместо тоа, еден од војниците со копје го прободе под ребрата, при што потекоа крв и вода. Смртта на Господ Исус Христос на крстот беше Божји план. Тој немаше грев, но го зема нашиот грев, се идентификуваше со нашиот грев, а со тоа заработи отфрленост од светиот Бог, во кое што присуство не може да се влезе со грев. Исус тоа го стори, овозможи да биде отфрлен, за ние преку него да бидеме прифатени. Тој беше намразен за да можеме ние преку него да бидеме возљубени од Бога. Тој беше обвинет и распнат за да можеме ние да бидеме оправдани. Преку животот, распнувањето на крстот и воскресението Христово, Бог го постигна откупувањето на верниците и донесе надеж во светот. Меѓу последните зборови кои што Исус ги изусти, тој кажа: свршено е. Грчкиот збор преведен со свршено е или се сврши е тетелестај, што значи целосно исплатено. Исус изјавуваше дека долгот што му се должи на Бога Отецот е целосно избришан еднаш за секогаш, односно долгот за нашиот грев е целосно платен. Исус е безгрешен, тоа го знаеме, но дојде да биде совршена жртва за да бидеме откупени од овој свет и да примиме спасение и вечен живот. Во Светото писмо, во 2 Коринтијани 5 глава 21 стих се вели: Бог го даде Христос кој немаше никаков грев, да биде жртва за нашиот грев, да преку него ние да се здобиеме со Божја праведност. Амин. Значи Христос стана
грев за нас, за да ние бидеме Божја праведност во Него. Ова значи дека преку Христос сме оправдани пред Бога и сета вина која што ние ја имавме заради нарушување на Божјиот закон, истекнување на проклетство заради тоа, сето тоа Исус го плати. Во Библијата апостолот Павле јасно вели во Римјаните 6 глава 23 стих, зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот што го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот. Амин. Оправдувањето е бесплатен Божји дар за сите оние кои што се доволно понизни за да препознаат дека никогаш тие не можат да станат доволно праведни за да ги исполнат Божјите стандарди за светост и праведност. Ако човек со добри дела можеше да се спаси, тогаш Исус зошто би дошол? Немаше да дојде. Но токму заради тоа што никој со собствен труд, со собствени добродетелства не може да се спаси и да се оправда пред Бога, затоа Исус, испратен од Бога Таткото, дојде да го исполни законот, односно да го задоволи Божиот стандард за праведност и светост, и со тоа нас да не принесе при Бога целосно откупени, исчистени и оправдани. Додека Исус зборуваше со својот татко, непосредно пред неговото апсење, тој зборуваше и рече во Јован 17 глава вели: "Јас ти донесов слава овде на земјата со тоа што ја извршив задачата што ти ми ја довери." Ова значи дека неговата смрт и начинот на кој што Исус умре не беше нешто што туку така му се случи на Исус, тоа беше негова божествена задача, мисија, и затоа ние не треба да го гледаме како безпомошен маченик, бидејќи Исус доброволно пристапи да биде измачуван, крвав, понижуван и распнат на крст, посрамотуван, понижуван од сите. Неговата смрт фактички беше самата причина зашто тој дојде на овој свет. Во Јован 12 глава, 27 стих вели: "Сега мојата душа е вознемирена и што да кажам, татко, избави ме од овој час, но заради тоа и дојдов до овој час." Амин. Нашето простување не е изградено на идејата дека Бог е наш татко и тој нас ни простува за гревовите, бидејќи многу не љуби. Ваквото размислување го игнорира фактот дека Бог е праведен, морален и дека е свет Бог. Тој мора да суди и мора да го казни нашиот грев, а некој мора да го плати долгот за гревот. Плаќањето што се должи за гревот е смрт. Ако Бог ни прости само затоа што нас не сака, тогаш не беше неопходно Исус да умре на крстот. И немаше друг начин за да ни бидат простени гревовите. Исус затоа и дојде. Тој дојде за да го даде, да го положи својот живот за нас, за да не ослободи, односно да не исчисти од сите гревови. Исус го прашува таткото во моментот кога неговата душа била обземена од тагата до смрт, и тој го прашува Отецот дали има некој друг начин за да има прошка за нашите гревови. Еве ќе прочитам во Евангелие по Матеј 26 глава 39 стих. И отиде малку потаму и падна на своето лице и се помоли велејќи: "Татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша, но не како што сакам јас, туку како ти." Бог го простува гревот само поради Христовата смрт. Амин. Во Ефесјаните 1 глава 7 и 8 стих вели: "Христос ја пролеа сопствената крв за да не откупи. Сега гревовите ни се простени. Го стори тоа поради својата неизмерна благонаклоност спрема нас, излевајќи ја врз нас заедно со сета мудрост и разбирање." Амин. Значи, единствениот начин на кој Бог можеше да им прости на луѓето беше со смртта на неговиот син Исус, кој што е совршена жртва за наш откуп. Исус е воздигнат како спасител поради неговата смрт,
А ова секако дека е објавено и во писмото до евреите, ќе прочитам Евреи 2 глава 9 и 10 стих, вели, но го гледаме Исуса кој, иако за кратко време беше на пониско место од ангелите, за да страда и да умре за сите, покажувајќи ни Божјата благонаклоност, сега тој е овенчан со слава и чест. И навистина Бог, кој е творец на се и кому му припаѓа се, постапи соодветно кога преку страдања го издигна Исуса во совршен водач, зашто Исус на многу Божји чеда им донесе спасение и слава. Амин. На крстот Христов беше објавено најголемото победнички завршеток, но и почеток за сите нас. А тоа се содржи во зборовите се сврши или свршено е се. Словото кое што стана тело и се всели меѓу нас, живееше меѓу нас и умре за нас, е всушност последното слово во нашето откупување. И тоа е пораката на крстот. Тоа е пораката за нашето откупување и мир со Бога. Во 2 Коринтијани 5 глава 19 стих вели, нашата порака е дека Бог беше во Христос и му понуди помирување на целиот свет со себе, готов да им ги прости гревовите на луѓето. Таа порака која објаснува како можеме да се помириме со Бог, ни ја довери нам, за да им ја проповедаме на сите луѓе. Амин. Но исто така, она кое што е важно да го сватиме е дека Исус на самиот крст стана проклетство за нас. Исус беше направен проклетство со висење, односно со распнување на крст, и ние бевме тие кои што ја заслужија клетвата, но Исус ја зеде нашата клетва врз себе и ја замени со сите негови благослови кои што сега ги примаме по милост на Бога. Читам од Галатјаните 3 глава 11 до 13 стих. Вели вака: а дека никој не може да се оправда пред Бога преку придржување кон Мојсеевиот закон, јасно се гледа од она што го вели Светото Писмо, праведникот добива живот преку вера. Законот не се засновува врз верата, напротив, во него се вели ако сакаш да добиеш живот преку придржување кон Мојсеевиот закон, ќе мораш да се придржуваш до сите негови заповеди. Христос не ослободи од проклетството на законот, така што наместо ние, тој ги поднесе последиците на проклетството. Во Светото Писмо е запишано: проклет е секој што е обесен на дрво. Амин. Според Стариот Завет, луѓето се придржуваат до Мојсеевиот закон за да се здобијат со праведност, но тоа не го можеа, не успеваа во тоа. И со нарушувањето на тие заповеди следеше проклетство, заради кое што Бог ги удираше со болести како чин на неговиот праведен суд. Но тој никогаш не ја користеше болеста како алатка за да се открие на својот народ. Според Новиот Завет, Христос не откупи нас кои веруваме во Него од проклетството на законот, и тоа откупување покрива се што е поврзано со проклетството, вклучително ментална и физичка болест. Во Исаија 53 глава 4 и 5 стих вели: а тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше прободен сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него и преку неговите рани ние се исцеливме. Амин. Божјата волја не е никој да е болен и ниту еден да биде во проклетство. Соодветно, Бог обезбеди исцелување за сите своји чеда преку раните Исусови, преку тоа што се случи на Исус, додека беше на земјата, беше камшикуван, бичуван, потоа распнат. Сето тоа што се случи, всушност нас ни донесе исцелување од секакви болести и слабости. Затоа тврдам дека, според Светото Писмо, болестите не се Божја волја и затоа луѓето не треба да ги прифаќат како дел од својот живот, напротив,
со верата во името на Господ Исус Христос треба да действуваат, да се спротистават на ѓаволот и неговите сили и секако да се поразат тие болести и болки, бидејќи авторот на тие измачувања е ѓаволот кој што напаѓа и му се дава таков пристап кога луѓето грешат и кога живеат еден своеволен живот, непосветени кон Бога. Значи на крстот Исус се погрижи како за нашите духовни потреби, простување на гревовите, така тој ја плати и цената за нашите физички потреби, односно исцелување за нашиот дух, душа и тело. И ова се потврдува и во Прво Петрово послание како исполнување на пророштвото во Исаија. Значи читам од Прво Петрово 2 глава 24 стих, вели: ги зеде нашите гревови врз себе на крстот за да бидеме мртви за гревот и да почнеме да живееме за праведноста. Тој доби рани за да бидете вие здрави. Амин. Грчкиот збор дефиниран како да се спаси во Новиот Завет е созо. Созо е збор кој што опфаќа спасение, исцелување, зачувување и избавување, односно ослободување. Сите овие придобивки покажуваат дека спасението што Исус го обезбеди на крстот за нас е навистина сеопфатно. Овие придобивки не се однесуваат само за луѓето на кои што Исус им служеше додека беше на земјата, бидејќи тие придобивки не завршија кога Исус умре на крстот. Смртта на Исус на самиот крст го отвори патот за нас, неговите следбеници, да добиеме се што тој фактички успеа да постигне со својата послушност и покорност кон Бога. Исус го испрати и Светиот Дух за да се погрижи неговото дело да продолжи и ние сега живееме со вера и под водство на Светиот Дух и не сме веќе под Мојсеевиот закон. Затоа 10 Божји заповеди повеќе христијаните не треба да ги применуваат, односно да ги запазуваат, бидејќи целиот закон се состои во оние заповеди на љубовта кои што Исус ни ги даде, а тоа е сакај го Господ твојот Бог со сето свое срце, душа и разум и сакај го ближниот како себе си. И денес има многумина кои што велат дека Бог е љубов, но таа љубов не се осознава без Исус. Без Исус да се жртвува, односно без тој да ја докажа својата љубов на крстот. Тој тоа го направи, но за да се вкуси и да се разбере Божјата љубов, човекот треба да го отвори своето срце за да навистина ја искуси таа совршена љубов која што не може со ништо друго да се спореди. Она кое што сакам да го споделам со вас е дека Исус кога умре на крстот, тоа го направи за секој еден од нас. Тој те сака и тој затоа умре и за тебе на крстот, и ако се соочуваш со чувство на отфрленост или дека никој не те сака или дека си заборавен и осамен, треба да знаеш дека Бог е со тебе во секој час, дури и во овој, и потребно е само да откликнеш на неговата љубов. Да ја примиш неговата љубов со тоа што ќе се заблагодариш за неговата милост која што ја манифестира врз тебе. Значи се што е потребно за да се прими прошката, милоста, благодата беше постигнато од страна на Исус кога беше распнат на крстот. Во Колосјаните 2 глава 14 и 15 стих вели вака: Бог ја избриша обврзницата со нашите долгови според чии одредби ние бевме должници. Тој ја зеде и ја уништи приковувајќи ја на Христовиот крст. Така Бог ги разоружа сите зли владетели и власти и јавно ги посрамоти, поразувајќи ги со Христовата жртва на крстот. Амин. Исусовата крв вечно ќе ги отстрани гревовите на оние кои што ја полагаат верата во Него, односно ја прифаќаат Неговата жртва како совршена. Бог нас не оправдува со тоа што не става да сме дел од Христовото тело, да сме дел во Него и не прифаќа како праведни Божји деца, односно како самиот Христос, бидејќи Неговата праведност Христос ни ја дава врз нас. Тој не покрива со Неговата праведност и затоа можеме да се радуваме на нашето прифаќање
од страна на Бога, бидејќи станавме Божја праведност во Христос. Со тоа знаеме дека можеме да исполнуваме Божјата волја и повеќе да не се сомневаме во Божјата љубов. Ова треба да е многу јасно кај секој верник и христијанин, бидејќи христијанството се заснова на љубовта, која што Исус ја манифестираше за секој ден од нас, жртвувајќи го својот живот. На Велики петок токму тоа и се случи, меѓутоа неговото завршено дело е тоа кое што е темел на нашата вера и кое што триумфира со воскресението Исусово. Ако ние сме верници кои што веруваат во Христос, тогаш треба да знаеме дека кога ни се простени гревовите, не треба да дозволиме вината да не демне, постојано некој да ни угнетува и да ни повторува грешници се. Да, сите бевме грешници, меѓутоа кога поверувавме во Христос се покајавме за гревовите. И фокусот повеќе не се нашите слабости, туку Божјата милостива благонаклоност преку Христос, која што постојано во нас пулсира и не потсетува колку сме возљубени што Исус го даде својот живот за нас. И тоа се случува со помош на Светиот Дух, кој што сведочи на нашиот дух дека сме Божји деца и дека му припаѓаме на Бога, а не на овој свет. Јас ве поздравувам и денес. Ви посакувам да имате благословено време, особено во овие празнични денови, да поминете време со Бога и фокусот секогаш да биде Христос, победникот. Каде и да одите, во каква ситуација да се наоѓате, секогаш напред да гледате низ призмата на крстот и на она кое што Христос го стори за вас. Јас ве сакам, ве поздравувам, ви посакувам благословено време и се разбира, нека Бог се прослави во вашиот живот. Во името на Исус, Божји благослов. Шалом.